uredile prezentaciji, međutim, pripočinam so prvata rečenica na koleška Vasiljановска, koja reče da je potrebna izvanredna hrabrost da se održi ovakva zima. To je porazitelno za vsite nas. Iako je prekrasno da se vidi ova sala, dori mi kažuvali da mnadva bili polote prepolni, da očigledno ne sme го otvorili najgolemijeg amfiteatra za ova priroda. Međutim, zborot hrabrost na автономен универзитет, на универзитет, koji samo do včera se boreše za своята автономija protiv režima, se postavilo vprašanje zaradi тоа дележе бојот. Да не смееме да разговараме отворено, академски, за работи од нашиот домен, за оно за што сме платени, оно што е наша вокација, животна, професионална, академска. Јас им благодарам затоа што секој од нив во својот домен кажа изморени работи. Многу малку имам само да додадам и повеќе да оставам време за другите. Некој овде го споменува оној фамозен процент од 3% граѓани кои го прочитале договорот. Јас сум еден од тие што го прочитали на англиски, што има и правничко образование, па можеше малку меѓу редови и така натаму. Меѓутоа, за да бидам сигурна во собствената објективност, бидејќи ова е прашање кое емоционално ме засега, како граѓани на оваа држава, како македонка, јас се обратив до сите странски колеги што ги познавам и што не ги познавам, со мнозина се запознав, а кои се врвни професори по меѓународно јавно право, по уставно право. Им го испратив договор. Ги прашав што вие мислите за ова. Им го соопштив референдумското прашање. Знаете што ми велат? 20 страници, ваков правнички договор. И 99% од граѓаните да го прочитаат, не можат да го разберат, затоа што на врвни светски правници им треба да ги најдат сите правни конотации и последици кои ќе ги трпи оваа држава доколку овој биде прифатен и имплементиран. Професорот Френсис Бойл од Универзитетот од Илиноис вели како е можно од вашите граѓани да се бара со да и со не, да се одговори на ваков документ кој е мачка во веќе. Во него има не само ѓавол во деталот, туку ѓаволи од сите страни. Дури и нему му беше несфатливо. И знаете кој збор го употреби? Зборот Аншус. Ми препорача да одам назад во историските одлуки на перманентниот суд на Лигата на народите, за да го продлабочиме овој случај, да видиме во што тоа ние предуваме. Сега, тоа го велат нашите колеги. Зошто е тоа важно? Еден мој стар професор по уставно право, кој сум полагала и докторирала, ми рече, ти се криеш за странските авторитети. Не, јас сакам само да бидам честна пред себе, да не бидам субјективна и никој да не рече, ама може би е националист, може би е ВМРО-вка, може би е, не знам, платена рубја или било што. Сакам да ги чујам моите колеги и тие ми потврдија дека се е во ред со моето знаење, со мојата професионална совест, со практично со мојата ментално здравје, ако сакате, затоа што овде ни кажат дека сме буди, шизофрени и какви се не. Овие наши колеги, кои за жал не се тука, ви благодарам на сите што сте тука и на тие што овие не можат да влезат. Меѓутоа, мнозина од тие што не се тука, во комуникација кажуваат, јас станав Фауст. Јас си практично сакаат да ми кажат, ако фашистите ги палеле книгите кои биле забранети на јавни места, сега ние имаме луѓе кои се подготвени собствените научни дела да си ги запалат, да си ги само запалат за да бидат модерни Фаусти во потрага по европска иднина и да не убедат дека и тоа што до вчера го тврделе со научни докази и аргументација всушност не важи. Е релативно и со еден потек на раката овој спор може да се реши, да ни отвори некаква светла иднина. Живееме во време на скандалозно рушење на се што е морална норма и правна норма. А моралот и правото, обично со политиката тешко ги врзуваме, нели? Меѓутоа, нема држава. Ова е веќе и онака банана држава. Ако ова помине,
Збогувајте се, содржавате и размислувајте за последиците од аншлусот. Благодарам. Благодарам на професорката Ванковска, сега професорот Јанаков. Ali ona je najsmešno ne spomeni pod soboj, ne ona spomeni da napišeš дека е со Хеленско. Јас ќе се обидам да To je hit. концизно да кажам некои ставови паѓајќи и заклучоци паѓајќи од здравиот разум. Не сум правник, ама се обидувам здраво да размислувам и сметам дека не сум луд. Европската Унија и особено Република Грција и НАТО се однесуваат силеџиски веќе долго време, особено кон нашата земја. Тие не го почитуваат правото и правдата. Посебно не ја почитуваат, како што веќе слушавме денеска и знаеме од порано, пресудата на Меѓународниот суд во Од Хаг. Според еден член на договорот, така наречениот договор, кој јас многу внимателно го читав, страните се рамноправни и суверени. Меѓутоа, тоа не е вистина. Денеска чувме доста аргументи дека воопшто не е така. Едната страна, Грција, диктира, наметнува и нема обврски, а ние имаме обврски и мораме да ги прифатиме сите тие диктати. Треба другата страна да го промени уставот, закони, лични документи, учебници и многу други работи. Чувме дека сето тоа ќе биде невозможно да се предвиди што се ќе се менува. Според овој договор, Република Грција има право на Античка Македонија, дека Античка Македонија е дел на хеленската историја. Нашата земја нема право да се поврзува со таа територија и со тој народ, со древните македонци. И забрането ни е тоа да го правиме. Понатамо, нашата земја со овој договор се откажува од правото и од должноста да ги штити македонците во другите земји, посебно во Грција и во Бугарија. Нашата земја сега и за секогаш се откажува од правото да се менуваат границите и еднаш во некоја иднина, било кога во иднината, македонскиот народ да живее во една држава. Тоа јасно произлегува од овој договор. Нашата земја е понижена и обесправена. Тоа го чувме неколку пати денеска, јасно и индиректно. Јас сум убеден, и тоа и порано го кажувавме и во оваа сала, дека македонскиот народ, овој договор е голем придонес во разнебитувањето на македонскиот народ. Денеска нешто се кажа и тоа сите го знаеме, меѓутоа јас сакам да го нагласам. Која е вистинската основа на овој невиден притисок, терор и злосторство кој власта на Грција го прави, посебно со овој договор? Ќе ме подсетам на она што го знаеме многу добро, меѓутоа во последно време никаде не се спомнува. Посебно тоа странците не го знаат или го превидуваат. Прво,
Грците тврдат дека древна Македонија е Грчка и дека древниот македонски народ бил дел од хелените, биле хелени. Второ, со овој договор, односно, не со овој договор, до 1912-13 година, како што сите добро знаеме, Македонија е распарчана и поголемиот дел од територијата го приграби, го окупира Република Грција. Односно, во тоа време била кралство. Сите ние доста добро знаеме што се случи понатаму со таа територија и какви злосторства се направија врз македонскиот народ и македонската култура на територијата на Грција. Грција, како што знаеме, никогаш не признавала дека постои македонски народ и македонска култура. Тоа и во денешно време се прави. Привршувам. Јас сум убеден дека така наречениот договор всушност е заговор против Македонија и македонскиот народ. Тоа е златворечки документ. Овозможен е со непочитување на правото и на правдата. Нема да навлегувам во таа тема, доста се каже и денеска. И на крајот ќе кажам нешто што исто така се спомнуваше во говорите, дека оваа влада нема легитимитет за овакво нешто, посебно за овој договор. Нема да зборуваме за тоа колку има легитимитет и како дојде на власт. Тоа го знаеме сите. Посебно оваа влада нема легитимитет да го смени името. Ние ова име го имаме со милениум. Ова име е вечно и за вечност. А македонската меница ја оставила?